Техничка вода, а веднаш потоа и вода за пиење. Ова е приоритетот на владата која по прогласената кризна состојба е целосно мобилизирана за средување на хаосот во Гостивар по хаваријата со затруениот водовод. Прогнозите се дека за 2 недели ќе се обезбеди чиста вода за пиење, ако се оди според планот и доколку вработените во локалното комунално предпријатие тесно соработуваат со тројцата експерти испратени од Скопје. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека главен приоритет на владата во моментов е што поскоро граѓаните на Гостивар да добијат техничка вода, а веднаш потоа и здравствено исправна вода за пиење. Важно е сега, откако полека сигурно работата се превзема после летаргијата која што имаше општината, од страна на државните институции, да обезбедиме најпрво техничка вода, а потоа и да обезбедиме вода за пиење. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Здравствените власти уверуваат дека епидемиолошката состојба во Гостивар е стабилна и дека се намалува бројот на граѓани кои бараат лекарска помош. Во меѓувреме продолжуваат деталните анализи на водата за пиење. Министерот за здравство Клековски изјави дека во испитувањата е вклучена и клиниката за инфективни болести, која располага со најширок спектар на анализи за откривање бактерии и вируси во водата. Нема вирус кој не може да биде детектиран. Водата ќе биде представена во употреба која ќе биде апсолутно сигурна. Во моментот не се утврдени агенции кои би предизвикале промена на клиничката слика на после оваа ситуација. Тоа што јас го имам видено како резултати, тоа се вируси и бактерии кои дават веднаш клиничка слика како што ја имаме со стомачни проблеми и треска. Тројцата осомничени за загадувањето веќе се во 30-дневен притвор. Во шутка се директорката на јавното предпријатие Комуналец Гостивар Артана Асани, техничкиот раководител Леон Мезини и раководителот на оделението за водовод Вадедин Даути. Тие се осомничени за тешки дела против животната средина и природата и се соочени со затворска казна од минимум 4 години. Од обвинителството не ја отврлаат можноста истрагата да се прошири на други лица, во зависност од дополнителните анализи и докази кои ќе бидат прибавени.